На само 2 недели сме од премиерата на Клеопатра и со нас е онаа која што ќе треба на својот грб да изнесе целата таа најубавото, ама и најгорчливото во периодот на подготовката. Александра Мјалкова, добре ни дојде во неформално и кажи ни до каде се подготовките. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Што се однесува до представата Клеопатра, остануваат уште 2 до 3 недели и напорно работиме секојдневно, по 2 пати на ден и мислам дека представата ќе биде како што треба. Мислам ќе биде на едно професионално ниво, бидејќи екипата која што ја работи представата е тим од еминентни балетски уметници, а тоа е кореографот Васили Медведев, кој што е веќе познат на нашата сцена. Потоа неговиот асистент Станислав Феко, како и костимографот и сценографот Павел Јураш. Така. Што значи тоа ќе биде секако што треба? Ние сакаме да знаеме малку повеќе како е таму во сала додека се подготвува. Па, некако за тоа што секогаш кога се спремаме нели такви големи представи, малце јас, например, сум скептична, бидејќи нели сега кога сме во процес на подготовка, гледаме све да биде како што треба, тој процес е најбитен, нели да го одиграме како што треба. Затоа мислам дека ќе биде представата добра, бидејќи нели како што кажав се работи за огромен проект. Интересно е тоа што музиката која што ја напиша специјално за представата композиторката од Литванија е многу интересна, динамична, така да представата сама изобилува со многу танци и мислам дека ќе биде интересна. Кој се може да вмешува свој прсти во создавањето на тоа како треба да изгледа се, особено во вашиот во главниот лик во оваа балетска представа? Кога зборувам, нели сега вака ние кои што сме лаици, врска немаме од тоа како се создава една балетска представа. Васили Медведев го споменавте и тој е кореографот, тој е оној кој што треба да ви покаже и кој што има големата сликата за тоа. Но дали може како прима балерина и вие понекогаш да кажете можеби може ова вака или онака да биде сработено или одиграно на сцена? Па секако, бидејќи кореографот ја прави улогата за првата балерина, нели? И мислам дека он наменски тоа што го поставува, посебно за тоа што оваа представа прв пат се изведува. Значи, не се работи за никоја представа која што е веќе, како на пример што беше Дамата со камели, она е веќе изведена и ние се привикнуваме на таа кореографија. Сега станува збор за нова кореографија која што он на лице место ја поставува и он според нашите можности и според тоа како нашиот сензибилитет, односно мојот сензибилитет за тоа каква балерина сум, во однос на тоа он ја поставува кореографијата. А нели нормално ние балетските уметници тука сме да му помогнеме и да го адаптираме тоа, да биде неговата замисла да биде реализирана и неговата идеја. Така. Кога ќе кажеме дека е тоа балет подготвен специјално за вашиот јубилеј 25 години, тоа значи, како реков на почетокот, на грб носиш, тоа значи убаво е, чувството е секако убаво, ама тоа веројатно значи уште поголем товар врз себе. Па товарот, видете, товарот е секогаш ист, секогаш е ист, бидејќи се работи за голема представа и секогаш во подготовките за голема представа, значи товарот е на првата балерина. Дали е Клеопатра, дали е Црниот или Белиот лебед, дали е Китри во Дон Кихот, дали е Раимонда. Значи, товарот е тој и ние сме првите уметници научени на тој товар, како да се справиме со психичкиот и со физичкиот момент додека ја спремаме представата. Така да мислам од тој аспект дека нема да ми биде проблем, бидејќи не ми е прв пат нели да работам голема балетска представа и мислам дека ќе биде. Дека ќе биде супер. Да, ќе биде супер. Добро, вака си кажувате се, ама вака го доживувате тоа или можеби се други чувства кога нели би се затвориле камерите воопшто за тоа дека 25 години, дека тоа е јубилеј, дека билите во едно интервју дека помина вака, не знам како помина, како вчера да беше почетокот. Малце така мене ми е некако не знам како да кажам, не сум ни самата свесна кога поминале 25 години. Мене годиниве многу брзо ми поминуваат. Меѓутоа, драго ми е што сум во форма,
како што сум сакала да бидам кога ќе бидам и на повозрасни години. И мислам дека навистина тоа што сум го сработила за мене представува огромно задоволство и едноставно ме исполнува. Така. Кога или кој беше мигот кога вашата мајка го виде талентот наследен од неа секако? Кој се сеќавате ли на првиот миг кога ви рече Сандра, Александра, ти ќе бидеш тоа? Да. Ти ќе бидеш балерина. Тоа беше кога бев мала. Кога доаѓавте овде на сцена? Не, малце така дома јас дома. сакав многу да играм, бидејќи нели мајка ми беше балерина и она ми ги пренесуваше незините емоции на некој начин. И дома така ме... Што ви велеше за балетот? Па не, едноставно тоа, она го увиде тоа мојот талент кој што јас и моите предиспозиции кои што ги имам и ми кажа дека едноставно треба да почнам да се занимавам со оваа професија, меѓутоа во еден момент ми кажа дека тоа го памтам дека ако бидам, ако како што она валјда си замислила, дека треба да бидам, демек да продолжам. Ако не, тогаш воопшто да не, бидејќи процесот за да се стигне до врвот е многу тежок и не знам како да кажам, тоа се случува девојчиња талентирани со предиспозиции да се запишат во балетска школа, меѓутоа кога ќе го завршат нижото и средното балетско училиште, сепак преминуваме во една друга насока, преминуваме во театарот, каде што се справуваме со други, значи нов амбиент, со други тешкоти и сето тоа треба да се надмине. И ако се надмине и ако се оди постепено, нели, тогаш е окей, а ако не, тогаш, значи, затоа ми кажувала она. Значи, може да не се замислувам, валјда? Дека ќе бидеш некогаш дека ќе бидам прва балерина. Бидејќи никогаш не се знае. Имаме многу талентирани деца, тоа ми беше зборот, меѓутоа не го нашле својот пат до врвот. Да, а како беше тешко за вас тешко? Веројатно е тешко за секоја професија, особено во балетот, велат можеби најтешката професија на овој свет. Но не зборувам за тешко да се вежба, тоа знаеме дека е тешко. Но беше ли тежок патот да дојдеш до местото прва балерина или вие велите ако вака поминаа не знам никако се случи да станам прва балерина? Па тоа континуитетот го прави така да јас затоа дека представа една, представа друга, представа трета, нон-стоп се работи. Нашата професија мора да не држи во континуитет за да бидеме во форма. Ако не го имаме тој континуитет, нема да бидеме во форма. И патот е многу напорен. Значи се сретнуваш со многу тешки, прво во почетокот, помислуваш дека тоа кое ќе го видиш дека не можеш да го направиш, меѓутоа со многу проби, со многу работа, со, например, ние едно движење го повторуваме по 10 пати. И после тоа следниот ден повторно. Значи треба многу работа. Добро. И потоа освен многу работа? Потоа треба никој веројатно да те види, треба подготвеност. никој да го види твојот. Или како? Да, значи во процесот кога правиме представа доаѓаат многу, например, кореографи од странство. Дали од Русија, ние повеќе соработуваме со кореографи кои што доаѓаат од Русија, кои што доаѓале кај нас. Меѓутоа имало кога доаѓале и од Запад. Така да тие кореографите кои што кога ќе ја видат балерината, сакаат нормално да игра, мислат дека може, нели, тоа што си го замислиле во кореографска смисла да го реализира и потребна им е добра балерина. Значи моите стапки беа од процесот кога јас почнав да играм првенствено кога влегов во театарот, наеднаш не станав прва балерина. Почнав да играм помали улоги, играв во ансамблот, па играв сола, па постепено стигнав и до главните улоги. Така. Но во почетокот ми беше малце проблематично за тоа кога требаше да одиграм цела представа. Како мислите проблематично? Млада тоа која бев. Добро. Млада. Сега сте престарана. Да. Па бидејќи представата трае 2 часа скоро. Зборувам за класичните балетски представи, кои што се еден чин може да трае 40 до 50 минути
И треба да бидеш психички спремен, како исто и физички спремен, за да издржиш тие 2 сата, да ги издржиш во полна концентрација. Затоа што на нас многу ни е битна и концентрацијата. Во процесот на работа со репетиторот кој што работиме, многу внимаваме на некои работи кои што треба правилно да ги направиме, дали се станува збор за некое техничко движење или пак станува збор за драмска интерпретација. Заради тоа е потребна таа концентрација. Но мобитот ми беше дека и колку и да било тешко, велите, колку и да сум вижбала нели по цели денови, напорно и се, никогаш не сум рекла сакам да се откажам од балетот. Па не сум кажала, ми доаѓа у моментот да кажам. Кога? Леле, колку ми е тешко или не знам, да, меѓутоа не, тоа дома кога ќе дојдам ќе размислам фино, на пример, на тоа што ми било проблем или тешкотија што ми било. И ние и дома се спремаме на некој начин. Кога не сме на работа, се спремаме за тоа што следува. Освенувате веројатно на ставот дека да се биде прва балерина е предизвик, ама воедно и голема одговорност, рекли веднаш. Да, одговорност, бидејќи тоа честопати го кажувам, нели, да се стане прва балерина е многу полесно отколку да се одржи, да. Да отидеш на врвот е велите полесно отколку потоа цели овие години да останеш таму и да го држиш темпото тоа исто. И мислам дека сега од оваа гледна точка, кога ќе погледнам наназад, мислам дека бидејќи сега сум постара, дека како поминуваат годините, одговорноста станува поголема. Бидејќи на прва балерина која што станала, туку што станала прва балерина, може да и се прогледаат недостатоците низ прсти. А на некоја која што веќе има поголемо искуство, иако годините си го прават своето, не смее да дозволи да и се случуваат некои несакани работи. Ама меѓутоа ја како човек сум таква, ја многу сум перфекциониста во однос на... Знам дека одите до совршенство или тоа ми е целта. Да, и едноставно, значи нешто и да не се случи, да не ми се случи нешто во представа како што јас сум замислила или сакам да биде, после имам проблем, цело време мислам на тоа. Добро. Да, зборувате, ми е криво. Зборувате со другата ми е криво, да, ми е криво зашто се случило на пример тоа. Додека можеби кај другите, што е позитивно по мене, затоа што тоа, па на пример ке ме натера да бидеш подобар. Да, а можеби кај другите не е така, меѓутоа самокритичноста е моја страна која што не знам дали е добра, меѓутоа ја мислам дека е добра. Да, мислам и јас дека е добра. Затоа што тоа ќе не доведе да бидеме до перфекција добри. Така. А нашата професија секогаш се стреми да биде кон перфекција. Уште подобра и подобра тежне е кон совршеното. Така. Јас ја завршив академијата во Киев, во класата на Елеонора Стебљак и мислам дека од нејзе научив многу. Така да таму кога идевме, имавме можност да вежбаме во Театарот национален во Киев, иако јас после ми играв и представа таму, тоа беше Шехерезада пред 7 години можеби. Мислам дека пак они се многу понапредни од нас. Се гледа голема разлика. Не можеме да се споредуваме бидејќи ние немаме толкова традиција како што имаат Русија, Украина и западните земји. Меѓутоа, сепак, па и од друга гледна точка не треба да се подценуваме. Како што кажав, ние сме секој за себе индивидуалец и си имаме позитивни страни во изразувањето на движењата. Така да, тоа за мене таму беше еден поттик понатаму да продолжам да работам, гледајќи ги тие уметници. Добро. Како вежбаат. Што научивте од вашата професорка таму во Киев? Што се оние работи кои што ги запаметивте? Па во однос на моето сознавање таму на Балетската академија, јас научив за методиката на класичниот балет, бидејќи нели сега и предавам на Балетската катедра. Така што многу научив за тоа како треба да ги методски како да ги изработуваме движењата и добро беше тоа што едноставно тоа што го научив од незе, всушност јас тоа го применував на себе. Тоа е тоа што
е позитивно во однос кога балетски уметник од рангот на прв играч завршува, например, академија. Бидејќи ние на некој начин, првите уметници, со самото искуство, на нас не ни е потребна балетска академија. Меѓутоа, кога веќе сум имала можност јас да ги научам тие основни движења, зашто да не научам да ги применам на себе? Да, значи треба паметно малце да се размислува. Ке речете и кога повторно би се родила, повторно би била балерина? Па ја мислам да. Да? Ако се родам ваква како што сум со предиспозициите, да. И што е толку волшебно во оваа професија? Па, волшебно е тоа што едноставно се занимаваш со работа која што прво нели ја сакаш. Второ, уметноста нема граници. Едноставно мене лично ми исполнува кога ќе излезам на сцена. И тоа е тоа што всушност го работиш она што го сакаш во животот. И што ти исполнува И што те исполнува, и тоа е. И се заборава. И денови кога си рекола и ова не можам да го правам, и денови кога не ти било до вежбање. Па се заборава, да. Све се заборава. Што подобра представа? Тогаш си таков истакан. После добра представа, обично работи мозокот, да, работи мозокот и од почеток на представата, цела представа се прегледува. Се прегледува. Како поминало, што било. Добре. Дали ова можело подобро да биде или не можело. Мозокот работи. Меѓутоа, сепак чувството кога ќе се одигра представата е, не знам, многу пријатно. Бидејќи кај нас потребно е многу работа за да стигнеме да спремиме представата, работиме 2 месеци, а ќе играме една представа. Се случува една, 2, 3. И точно на таа представа, например, може да се случи нешто, како што кажав, да не биде како што треба. Секогаш првата представа, премиерата малце е така напната, бидејќи има многу спремање, уморни сме од секојдневните проби. Да, значи, нели, за да стигнеме до некој движење да го направиме, за да ни се навикне телото на тоа движење, потребно е многу време. Така да, многу работа е потребна, меѓутоа, ќе биде добро. Дека кога се подготвува или на самиот ден на премиерата или на представата, сте многу мирна, многу смирена. Тоа сте само вака однадвор смирена или се довидува до совршенство и тоа? Па не, најверојатно тоа е концентрацијата. Што па не можам да кажам дури дека е дента на пред представата, може би се случува и на недела да е тоа. Во подготовките. На тоа секогаш ми било. Па никако не сакам едноставно да многу да размислувам на други работи. Да, тоа исклучувам све. Повеќе сум си посветена дома, значи на мене, размислувам на тоа како ќе биде, што ќе биде. Добро. Така да тоа е, затоа и тоа така личам смирена. И вака личите многу смирена. Па добро, јас сум така малце како тип сум мирна, да.
Мирна, ама можеби некогаш и да Кога сакам да ве прашам, не бидам да мирна. не бидете мирна. Би се случило тоа Да, можеби па, потоа. нормално, ние сите си имаме, нели, Не изборувам Кавка, влегувате во Кавка или не? Треба не, некој не многу сум да по ве... природа, да. Да. Не сум, не. Мгм. Како ги Човек кој измегнувате? што- Се тргам и си одам. А за да дојде до Кавга, предходно требало да има некаква ситуација. Значи, таа ситуација предходно, ја едноставно, вајда, по тоа каков човек сум, едноставно покушавам да ја избалансирам, за да не иде до Кавгата. Кога ви рекле да се опишате себе си, сте рекле никако не можам или најтешко ми е себе си да се опишам. Ако сакате да ви кажам нешто што знам за себе, тоа е дека луѓето сакаат да бидат во мое друштво. Па тоа многу ве опишува. Навистина имате толку Да, пријатели? јас сум позитивна како личност. Имате пријатели, Па бајба? имам, да. Имам пријатели и позитивна сум како личност и можеби заради тоа сакаат моите пријатели да се дружат со мене. А непријатели имате? Па нормално, да. Да? Да. Имате од фелама Можеби непријатели? повеќе непријатели отколку пријатели, нели секогаш е така. Ама сега не зборувам сега во овој Да? миг на што го гледам, него воопшто дали сте виделе во животот дека еве не знам, меѓу балерините се почувствували таа, не знам, злоба, револт, таа стана јас не прва балерина или Има не? тоа, да. Има? Да. Да? Има. Завист. Па тоа е некако некој дел кој што во нашата професија, ама како што гледам не само во нашата професија, него тоа секаде го има. Меѓутоа, љубомората, нели нормално можеби да треба да има малце љубомора, но не треба да биде претерана таа љубомора. Кога ќе помине граница, веќе во злоба преоѓа. Кога е добра љубомората да те натера да бидеш добар колку Да те оној на што поттикне си да така, работиш, на тоа себе. е добро. Меѓутоа, ако веќе премине граница, тогаш преоѓа во злоба. Има мислење дека балетските патики се неудобни, вистина е тоа? Па не се удобни. Не. Ама ние сме се навикнале. Па не Не се удобни, да. Да, кога прв пат вие влеговте во такви патики? Која беше први? На оваа сцена беше првото играње? Не, Не. па да, можда Аха. да. Па Да, тоа некоја одамна голема беше, веројатно. не се не сеќавам. Мала кога сум била, знам дека јас први патики од мајка ми имам облечено, бидејќи она имаше на времето правеле скопски шпиц патики. Скопски. Скопски, да. И те беа убави? Супер? И мене ми беа удобни, некако јас дека така малечка, дека и ќе си ги облечам и незините ги имам облечено. Понатаму кога влеговме во балетската школа, професорката ни набавуваше руски патики и тие ги носевме, така да, значи патиката не е удобна во никој случај. Меѓутоа нашите стопала се навикнати, имаме и деформитети, и проблеми со крварење на жулеви и такви работи, меѓутоа веќе и како поминуваат годините, значи и прстите Се се навикнуваат. навикнуваат, да. А на таа болка која што се зова Па крваво. ние сме него, научени на болка. Да го трпиме тоа. И на што да представа правиме? тоа е цело време. Да. Болката постои. Кога е представата во прашање, тоа сум приметила. Например, болки имам, ме боли стопалото, ме боли ногата, ме боли рамото, вратот ме боли. Меѓутоа, дали тоа е од адреналинот? Па се чувствувате си. Толку си. Да, па толку е загреано телото на представа, што ти во тој момент не размислуваш на тоа што те боли. Меѓутоа, после кога ќе заврши представата, тогаш боли. Или за бајле кога ќе станеш, тешко е, напорно е станувањето. Ама Ме ништо. тоа поминува. Да, потоа Еден ден веднаш. ќе помине, па Веднаш на повторно проба си се одиш регенерира телото, се одмара, здрава исхрана, течности, све тоа. И кога сме кај тоа здрава исхрана, велат, сте рекле во едно интервју, не е како што велат за балерините, дека ние не јадеме по некоја такво штрбнувано од марулата, па за десерт може би да се почастиме со некоја маслинка. Јадеме. Па реално да, мислам дека многу сакаат балерините да јадат, меѓутоа јас многу пасам. Да, од На секогаш исхраната. Од секогаш или Порано помалце пазев, последниве 10 години многу пазев. внимавате? Да. Ама готвењето ви затоа е што- љубов. Знаете да сготвите, уживате во кујна. Да. Сакате Готвам македонски готвени македонски јадења. да. Сакате италијанска храна сите дома. Да. Што знаете да готвите? Па све. Све.
Да. А што обожавате најмногу да јадете? Најинтересно е што мене кога ќе ме видат луѓето, Добро. мислат дека ја не готвам дома, дека така. Мислам, нема врска, јас Да. уживам да сготвам и уживам на моите дома да им биде убаво. Тоа е поентата. Кое е италијанското јадење? Кое што го готвите и го сакате? Паста највеќе приготвуваме од италијанското јадење, меѓутоа има риба, нели, се спрема и на италијански, на начин, на македонски начин. А од Зависи од тоа македонските што ги јадења се што прави. сакате најмногу? Од македонските јадења све. Све. На Да. прво место? Јас што Да, сакам? да. По мој вкус или Да, што по ваш готвам? вкус. Па турли тава да речем. Меѓутоа готвам све. И леќе, и граф, и јагнешко, и како е некои тоа да се јадења, внимава на пример, на храна? кои што во принцип од мајка ми сум ги научил. Да. А како е тоа да се внимава на храна? Велите на последните 10 години да се јаде помалце? Мора да се внимава на храната, да. Затоа што сум приметила дека колку и да вежбам напорно, ако јадам многу, дека тоа сум го приметила и сега вака како искуство можам да го кажам во годините наназад. Значи колку јадам повеќе, Добро. а вежбам исто напорно, дека пак можам да се поправам. Тоа нема врска. Ако јас јадам многу, а ако многу се Вежбам трошам, напорно па и има ќе многу кај потрошам нас се. балерини ќе си кажат демек Се ќе потроши се тоа. опуштам малце. Не, и тогаш се поправа. И тогаш се покачуваат килограмите. И затоа морам да внимавам, посебно бидејќи имам години и потребно е телото да ми биде исчистено, да неам нели масни наслаги и полесна да бидам, нели, бидејќи јас сум висока балерина, што е на Си некој знае начин. Василий Чичашвили кога треба да бе. Да. Или вашите А партнери. сега во новата Клеопатра? представа, да, ќе играм и со младиот првенец Бобан Ковачевски, да, кој што ќе биде Марк Антони. Да, Да. да. Прочитав. Па добро, потешко е повисока балерина да се... Да. Да. И замислете Па- тоа истото да го вижбате па 10 пати, па уште едно. Да. Па не е едноставно. А вие некој кило повеќе и готово. Да, ама и јас не се чувствувам кога имам. Полесна сум кога нели имам помала килаж. Да, да. И за крај на овој прв дел од муабетот, кажете ми, си легнувате како треба, не знам, во со време, па да се одмориш, па да биде одморено телото? Па јас сакам да си легнувам, меѓутоа некако на кај 11 сат ми се отвараат очите и не знам, не можам многу рано да легнам. Не А можам станувате многу рано. рано наутро? Станувам пред 8 станувам, морам да станам. Обврски домашни, Па потоа децава порасна, меѓутоа пак кога помалиот почнуваат е- овде пробите? Кога се подготвува Во 10 часот имаме Од 10. вежби, кои што ги вежбаме од секојдневни се тие вежби, од 10 до 11, 11:15, од 11:20 некаде 11:30 почнуваат пробите до 2:30. Некогаш до 3, па идеме дома, па еве сега на пример кога спремаме премиера, интензивно се спремаме и мораме Имате и по ручек втора да проба доаѓаме попладне. од 6, од 7 саат, И дома сте вечер во 10, па некај 9:30 да, 10. 9:30. Ке речете вака, не сум завидлив човек, искрена сум, отворена, сакам да помогнам, па и да се услушам. Мислам дека доброто се враќа со добро. Да, ја така мислам дека секогаш ако направиш нешто добро, дека ќе ти се врати со добро. Успивате ли во овој свет на злоба, љубомора, во свет на озборувања да бидете секогаш така? Па да, се не трудам. Да не си изнервирате, Затоа да не што и негативните мисли ствараат нели повратно Да, негативна енергија. Така е. Тоа е многу битна работа. Значи негативните работи да се исклучуваат и со луѓе кои што имаат негативна енергија, едноставно не сакам комуникацијата. На тој начин, а со другите можам нели и да им помогнам и меѓутоа Да ги некој ако сослушате. сака лошо да ми направи, зашто јас би била добра. Едноставно не сакам комуникација да имам со такви луѓе. И толку. Да. Верувате дека човекот сам си ја креира својата судбина. Ова е многу интересно. Да. Од оваа перспектива сега супер е И искривена па нели патот вашата во судбина? животот додека си млад
си го Да, креираме си некако. го креираме некако, да. Дали ќе го фатиш навака, натака. Ви се добаја како го искреиравте својот? Па да, Да. задоволна сум. Да. Мислите дека некогаш можеби можеше подобро нешто или како велите секогаш до совршенство, па веројатно секогаш има. Па не, Можеше и секогаш вака, има можеше и подобро онака. и подобро. Нели, од најдоброто има и подобро. подобро. Така. Така ако размислуваш, може би да, меѓутоа нели јас сум задоволна. Сепак мислам дека и кога ќе погледнам наназад, 25 години не е мал временски период. Нема. Да. Така. Има ли, сигурно има многу улоги што би сакале да ви се случат. Ама еве после Клеопатра има ли уште некоја по која што така сонувате, не? Како сонуваме сите. Па не знам сега како да ви кажам. Мислам дека јас сум веќе исполнета како балерина. Класичниот има сега улоги, меѓутоа тоа е сега. Ако се случат, Да, се да, да. случат. Нема да се случат бидејќи нели веќе со и ќе прекина можеби и со играње. Меѓутоа улоги кои што на пример сега кога ги гледам дека ми се свијаат, има да, меѓутоа сега не би ги играла на 43 години. Така. Тоа ми беше збор. А зашто ќе застанете тука после 25-та? Постепено ќе почнам да се повлекувам. Да, можеби ќе почнам малце да играм модерен репертоар, повеќе на модерно, меѓутоа да, ќе видам како ќе бидам расположен. Да, меѓутоа класичниот репертоар мислам дека повеќе нема да го, бидејќи мислам дека многу имам создадено во однос на тоа и мислам дека е време да се повлечам. Да. Тешко ли е за една прима балерина кога треба да придаде палката, бака се условно или на некој друг, на помладите? Тешко ли е кога ќе треба да се збогуваш? Нема да збогуваш зашто ќе бидеш нели улога на репетитор веројатно. Да, јас секако ќе работам. Секако ќе продолжите. Па тешко, многу е напорна нашата работа. И од многу представи некако се презаситува и самиот организам. Едноставно почнуваат многу работи да ме нервираат, например, порано додека сум била помлада, сум имала повеќе нерви за тоа. Сега веќе едноставно не можам. Зашо да не си дадам оддишка и да играм нешто, например, што модерно нешто можам да поиграм уште на година или. Вашиот родителски стаж го темелите на попусливост, но има и работи за кои останувате доследна до крај, кога се во прашање вашите Јордан и Александар. Зашто не попуштате? Па со годините веќе и тоа не знам, можеби сум кажала помлада. Да, сум била. Пред едно 4-5. А сега веќе попуштам изгледа и на тие работи. Навистина. Не знам што да кажам. Па се трудам нели да не попуштам, меѓутоа сепак јас сум мајка, они се машки деца, поврзани сме многу едни со други. Да, и како изгледа тоа да сте единствено женско во фамилијата? Веројатно сите ве гледаат најмногу. Или? Па ме гледаат, да, супер. Ама јас сум главната. Навистина. Има нешто што никогаш не се заборава кога ќе сретнете свој човек, ова сте го рекле вие, оној блесок во очите што го гледам и ден денес во изразот на мојот сопруг. И така, и ден денес е тоа. Тој вашиот избор, да. И како некако вака како ги гледам по овие интервјуи што ги прочитав, веројатно заедно сте од вашиот почеток во балетот, така никако. Од малечка. Да. Да. Епа да, јас Јордан го родев на 20 години. На 18 години влегов во театарот. Ние кога почнавме да се забавуваме. Аха. Да. Супер. И така да, значи, тоа веќе трае 25 години. А толку скоро. велам колку, Да, значи вие правите. Да. Колку што јас правам 25 години во кариерата, толку сум со мојот сопруг. Да. Децава веќе Јордан има 22 години. Имаме сосем различни професии, ама јас се чувствувам како да сме постојано заедно, зашто многу го сака балетот и мене на сцената. Сте рекла, од него ги добивам најубавите комплименти, ама и излежаните критики. Велите, критериумите за балетот му се толку високи што точно со речиси хируршка прецизност се наслучува на клучната работа, што ја забележува и што јас треба да коригирам. Не е возможно да знае толку балет. Сега знае? Па После толку години со балерина во брак. Прво е човек естета. Добро. Меѓутоа, сепак бидејќи
често доаѓал на балетски представи, стварно И навистина на вистина многу ве сака следи, веројатно, нели, и сакал да знае како. И одма, например, кога нешто нема да биде во ред со дали некоја улога, он тоа го приметува. И ве нервира. Ништо. Не, јас ќе му кажам, имаш право. Например, ако е вистина тоа што ги го каже, што на вистина е зачудувачки за често човек држи вода. кој што не се занимава со, нели, е лаик, да каже некоја критика која што држи вода, што би се рекло, нели? Не само за мене, и за други работи во однос на балетскава професија. И коригирате. Ако е во право, Така е. на вистина кажувам, да, така е, меѓутоа ако не е, нормално му кажувам дека не е, можеби он така размислува, можеби неговото око така видело. Меѓутоа, како и да е, голем љубител на балетската уметност и воопшто на уметност. Да, значи подршката е тука од секогаш. Да. Да. Си го сакам семејството, велите, нашите ритуали, собирањата, постојано сме во недостиг на слободно време, ова на сите ни недостига, ама кога ќе успееме да најдеме празен викенд за празници и одмори, тогаш го надополнуваме пропуштеното, а најмногу од се сакаме да сме заедно и да патуваме. Па да, нормално. Заедно сте често? Па да. Каде се сега децата, што студираат, што прават? Веќе Јордан дипломираше. Добро. Не беше тука, беше во странство. Александар се уште учи во средното училиште Нова. Добро. Така да кога Јордан ќе дојде тука, секогаш сме заедно, сепак нонстоп сме заедно. Нели секој си има своји обврски, меѓутоа дома кога ќе дојдеме, сите сме заедно. Едниот во школа, другиот на работа. Кои се професии имаат врска никаква со музика? Тогаш во едно интервју сте рекле малиот малце, да, тогаш тој период сакаше, да, сега веќе не, мислам дека не. Он може би има некој чувство за уметност, меѓутоа мислам дека нема да, правец кон уметноста нема да имаат ниту пак едниот, ниту пак другиот. А некој може би посака да биде фудбалер, голман како дедо му? Не? Епа не, бидејќи идеа и двајцата по спорт. Да, ама тоа беше кратко. Нели децата секогаш се наоѓаат додека се мали, идат на тенис, идат на фудбал, идат на разни спортови, па на пливање. Меѓутоа не остана тоа. А што е засега нивниот избор? Зборувам право, нешто такво, економија? Економија. Добро. Имате економисти дома? Супер. А јас уметник меѓу нив. Вас не ви интересира, тие со економијата, вие сте заштитената. Ја ги омекнувам малце. Тоа е сега. Значи обратно е од она со годините. Епа изгледа, така е, да. Ни уморот, ни годините не ви можат ништо, како тоа успевате да го сработите се и супер да се изгледа и супер да си се чувствуваш за своите години? Епа, најверојатно у добра кондиција сум. Вежбам цело време. Многу вежбање? Многу вежбам, да. Така да лесно си се справуваш со сите работи после понатаму и пуста линијата нели ја одржувам на тој начин што преку секојдневните вежби, како што кажав, со исхраната. Се внимава и се си доаѓа. Здраво тело, здрав дух. Така. И за крај, велите вака, балерината се раѓа, но прима балерина се станува со многу часови вежбање и по многу години упорна и напорна работа. Успехот е триумф на упорноста. Вака всушност и започнува вашата автобиографска книга Прима балерина. И јас само да ве прашам, успех со многу упорност, тогаш убаво ли се чувствувате во својата сопствена кожа? Тоа е последното прашање. Да. Па да, успехот е триумф на упорноста. Нели, за да стигнеме до успехот, треба да бидеме многу упорни, нели, за да го допиеме тој резултат. И јас мислам дека тоа што сум го направила досега во мојава кариера, навистина за мене е едно големо, ми представува огромно задоволство, бидејќи навистина имам реализирано многу и едноставно ме исполнува како уметник. И за крај ви благодарам за одвоеното време, убава втора проба овде и се гледаме на Клеопатра. Ви благодарам на поканата.